Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, денес не расправаме за бројки, расправаме за вредности, за приоритети, за визија како се гради држава, а уште поважно како се гради доверба. Ребалансот на буџетот за 2025 година не е техничка корекција, тој е јасен показател дека владата има јасна стратегија со поставени приоритети и политичка волја да ги спроведе. Оваа влада знае што е важно и знае да испорача резултати без популизам, без паника, без импровизации. Ова е ребаланс кој по долго време не е реакција на криза, туку резултат на зголемена наплата, подобра фискална дисциплина и одговорно управување. Немаме дефицит што не тера да кратиме, туку имаме резултати што ни овозможуваат да инвестираме. Затоа велиме, ова е ребаланс на стабилност, развој и грижа за граѓаните. Кога вкупните приходи растат за 8,6% во однос на минатата година, тоа значи дека економијата живее. Но уште поважно значи дека стопанството и граѓаните имаат доверба во институциите. Се зголемува наплатата на даноци, без големување на даночните стапки, а тоа значи дека системот конечно почнува да функционира. Се покажува дека со честно, одговорно и транспарентно управување не само што се одржува буџетската стабилност, туку и се проширува фискалниот простор за нови инвестиции. Овај ребаланс не се занимава со политички маневри, се занимава со реални потреби за сите граѓани. Зголемување од 800 милиони денари за плати, затоа што вработените во јавниот сектор не се статистика, туку луѓе кои заслужуваат да имаат достоинствена плата. Зголемување од 2,5 милиарди денари за пензии, затоа што пензионерите не треба да бидат жртва на буџетска рамнотежа, туку приоритет на општеството. Дополнителни 300 милиони денари за капитални инвестиции, затоа што патиштата, училиштата и болниците не се трошок, туку се темел на развојот. Ребалансот што денес го разгледуваме е доказ дека владата има визија, но уште поважно има спроведлив план. Развојните програми по речиси сите ресори покажуваат континуирана логика. Во здравството зголемување од 237 милиони денари за опрема и дигитализација. Тоа не е шминка за болниците, туку нов квалитет на здравствени услуги и тоа не само во главниот град, туку во целата држава. Во образованието 323 милиони денари повеќе за универзитетски комплекси, за студентски домови, опрема и модерни училишта. Тоа е вложување во иднината, во квалитетот, во младите. Во социјалната заштита 460 милиони денари повеќе за развој на услуги во заедниците, изградба на детски градинки и социјални центри. Тоа значи дека грижата станува реална, достапна и блиска. Во културата и спортот зголемување за програми кои директно влијаат врз младите, врз локалната заедница и врз развојот за креативните индустрии. Во енергетиката и животната средина 180 милиони денари повеќе за гасификација, фотоволтаици, депонии. Но ветуваме, не ветуваме зелени агенди, туку реализираме. Опозицијата последниве 3 дена повторува само еден рефрен во оваа расправа за ребалансот. Го слушаме истото, дека се кратело, се манипулирало, дека немало реализација, но фактите не се на нивна страна. Ако има кратење, зошто тогаш се зголемени програмите за социјала, образование, здравство и инфраструктура? Ако немало реализација, зошто веќе во првите 5 месеци се надминати проекциите за приходите, а трошоците се под контрола? Ако ребалансот не бил реален, зошто се пренасочуваат 250 евра кај 55.000 студенти? Зошто се набавуваат 120 нови автобуси, се градат локални патишта, се обновуваат студентски домови? Да бидеме јасни, граѓаните не се бројки
И токму затоа во ребалансот нема кратење од млади, нема укинати програми. Напротив, има дуплирање на средства за млади, има повеќе инвестиции во студентскиот стандард, во спортот, во домувањето. Да подсетиме, додека СДСМ се фалеше со тројно зголемени капитални инвестиции, реалноста беше поразителна. Има нула реализации од тоа што го ветува. Додека тие создаваа дефицит со празни ветувања, денес имаме стабилен дефицит од 4% од БДП со реални основи и без уценети задолжувања. Додека тие градеа кампањи, ние градиме држава. Колеги, овај ребаланс носи неколку недвосмислени пораки. Прво, фискалната стабилност не значи штедење на сметка на граѓаните, туку паметно трошење за граѓаните. Второ, владата знае каде е вредноста, во знаењето, во здравието, социјалната правда, инфраструктурата и енергетската независност. Трето, нема да се откажеме од капиталните инвестиции, туку ќе ги изголемиме. Ќе ги видиме и во Прилеп, и во Ресен, и во Гевгелија, и во Скопје, и во сите останати општини на Република Македонија. Четврто, овај ребаланс не е само буџетски документ, тој е патоказ како државата гради доверба, одговорност и резултати. Ова не е ребаланс за владата, ова е ребаланс за студентот што добива лаптоп, за пензионерот што добива достоинство, за детето што ќе учи во топла училница, за семејство што конечно ќе има пристоен пат, за човекот што ќе добие здравствена услуга дома во својата општина. За тоа, верувајте, нема дилема. Ќе го поддржам ребалансот и како пратеници имаме обврска да го поддржиме овај документ не само со глас, туку со јавно заземен став, затоа што сме должни пред народот кој очекува резултати. Не затоа што така налага партијата, туку затоа што така налага одговорноста кон граѓаните. Ви благодарам.